гостите и ќе започнеме. Едно прашање пред да започнеме да го снимаме. Повелете, нема да се снима настанот, како што беше најавено, ќе биде само преку Facebook Live. Супер. Имаме прекрасна соработка со Метаморфозис и сме многу задоволни од нив, како да ви кажам, покрај обуките за сајбер заштита до медиумска писменост, што ни ги одржаја. Сакаме да им излеземе во пресред со дигитализацијата. Ние имаме пред се ради Метаморфозис, не ради МИО, а како да ви кажам, ние веднаш пишавме кој потпишаа договор со ХАН, да му помогнеме на господинот Дамјан Манчевски, тоаш министер, тие не почастија ни со повратен одговор, што мислам дека е крајно некултурно и срамота од негова страна. Ова го правиме за Метаморфозис. Не би извинете се. Пак ви благодарам многу. Ви благодарам многу за пофалните зборови. Ќе можеме да дискутираме за тоа и имаме приватно. Еден за дигитализација, имаме отворено владино партнерство, тој сакавме да го... Точно, откако ќе биде испрезентиран извештајот, можете слободно да се надоврзете на истиот. Супер, а јас би сакала еве да започнеме со настанот. Добар ден или добро утро на сите. Како за кој? Добро дојдовте на уште еден настан под чадорот на диалози за дигитална агенда кој Фондацијата Метаморфозис ги организира во рамки на проектот зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда или накратко ИЦЕДА, кој е кофинансиран од Европската унија. Моето име е Мила Јосифовска-Даниловска, менаџер на програмата за општествена одговорност и човекови права онлайн во Фондација Метаморфозис. И денес ќе бидам во улога на модератор на настанот. Уште еднаш само да нагласам, како што беше најавено, настанот се одвива преку Zoom платформата, меѓутоа може да се проследи и од јавноста и на Facebook страницата на ИЦЕДА во живо. Еве сме тука повторно после година дена од првиот извештај за тековната состојба и патоказот за унапредување на дигиталната агенда во Северна Македонија, подготвена од страна на Фондација Метаморфозис преку методологијата на Обсерваторија за дигиталната агенда, за да видиме дали има некој напредок остварано, дали можеби има некое назадување или пак мали или незначителни промени во полето на дигитализација. Во овие час и половина, како што беше најавено, по воведните обраќања ќе следи презентација на извештајот и патоказот кој го подготвија нашиот истражувачки тим, пошто ќе се развие и дискусија помеѓу присутните говорници за неговата содржина, понатаму за предизвиците кои предстојат за подобрување на состојбата и некои идни чекори кои што се планираат за да се надминат предизвиците и едноставно да се обезбеди една ефикасна и одржлива дигитализација. За почеток би го поканила заменик министерот за информатичко општество и администрација, господин Александар Бајдевски, да го отвори официјално настанот со неговото до 5-минутно обраќање. Господин Бајдевски, повелете. Благодарам, Мила, поздрав до сите, почитувани присутни. Најпрво, дозволете ми да ве поздравам сите и да го поздравам спроведувањето на проектот Мрежа за зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда. Постигнувањата, предизвиците, досегашните идните активности се особено важни за нас како влада и министерство. Извештајот кој денес ќе биде презентиран заедно со просторот за дискусија кој го отвара ќе ни помогна да видиме каде сме и како треба да продолжиме понатаму. Како влада свесни сме дека во здрава демократија дигиталната трансформација треба да биде повеќе насочена кон граѓаните и бизнисите, се со цел да се зголемува и да се поттикнува довербата помеѓу нив и владата. Свесни сме дека нема ефикасна и ефективна администрација без поврзани институции, електронски услуги, електронски документи, безбедна размена на податоци помеѓу институциите. Затоа дигитализацијата и дигиталната агенда се високо на листата на приоритетите на оваа влада. Процесот на дигитализација е еден од клучните компоненти во планот за борбата против корупција како еден од механизмите за спречување на корупцијата. Јасно е дека со минимизирање или комплетно елиминирање на човечкиот фактор се намалува и ризикот од корупција и обидите за посегнување кон коруптивни дејства. Дигитализацијата доведува до намалување на бирократските процедури и подобрување на деловната клима во
во државата. За граѓаните и компаниите, бизнисите, дигиталната агенда значи брзо и ефикасно остварување на нивните потреби и барања без непотребни процедури и документи. За администрацијата и владата, дигиталната агенда значи фокус на обезбедување платформи за раст на дигиталната економија и придобивки кон општеството. Изминатата година, ширењето на коронавирусот ја зголеми важноста од дигиталните алатки и електронските услуги, бидејќи на многу граѓани им беше потребен пристап на разни услуги, особено за време на полицискиот час и отежнатото движење. Зголемената побарувачка за дигитални и електронски услуги ги направи предизвиците за дигитализација многу поочливи. Од друга страна, побарувачката игра голема улога во дигиталната трансформација. Поборувањата на граѓаните за зголемено учество во носењето одлуки, како и за повеќе и подобри дигитални услуги, изискува со цел да се направат сите овие процеси поориентирани и кон граѓаните и кон бизнисите. Ние како влада во изминатите 3-4 години направивме многу работи. За почеток ги донесовме сите стратегии за отворени патоци, за сајбер безбедност, за реформа на јавната администрација, за бродбенд. На ЕНЕР е поставена и националната долгорочна ИКТ стратегија 2021-2026 година, која е поддржана и изработена со помош на Европската унија и која наскоро ќе биде усвоена од страна на владата, претпоставувам, вклучувајќи ги коментарите што ќе бидат дадени на порталот. Донесени се неколку закони кои поставија правната основа за електронски документи, доверливи услуги и размени на податоци. Со тоа можеме да кажеме дека веќе и дигиталните услуги во правниот промет ќе бидат и се полно важни. Се пушти во употреба Централниот регистар на население, како и порталот за електронски услуги. Токму како услуга на порталот за време на пандемијата беа доделени и ваучери за дигитални вештини на младите, а исто така беа издавани и дозволите за движење. Не би сакал да одземам повеќе време за она што е направено, претпоставувам дека истото ќе биде нотирано и во самиот извештај. Затоа сакам да слушнам како вие го гледате сето она што е направено и постигнато во изминатиот период. За крај би сакал да кажам дека на институционално ниво овој проект ни помага да видиме какви се потенцијалните недостатоци може да се појават, каде треба да се подобриме и да ни даде појасна слика за реалните потреби на граѓаните и деловните субјекти. На национално ниво очекувам овој проект да го зголеми знаењето и свеста на граѓаните и деловните субјекти, да обезбеди придобивки на многу фронтови за нив. Јас би имал толку, ви благодарам на вниманието, се надевам дека ќе имаме широка и интересна дискусија по однос на извештајот и ќе добиеме стварно релевантни сознанија. Повторно ќе повторам онаму каде што сме застанати и на каде треба да се стремиме. Ви благодарам за внимание. Ви благодарам многу, заменик министре. Токму тоа е и целта на проектот и токму на тоа работиме веќе година и половина, а и ќе продолжиме да работиме до почетокот на 2023-та, па и понатаму, бидејќи вклучување на граѓанското општество и на граѓаните во целост во креирање сеопфатно на испроведување на дигиталната агенда е токму една од нашите цели. За успешна дигитализација население без исклучок кој ќе може активно да ги почувствува придобивките од спроведувањето на дигиталната агенда, посебно е потребно активното вклучување на сите засегнати страни во процесите на креирање, спроведување и мониторирање на политиките од оваа област. Мислам дека ми падна интернетот, се извинувам. Добро сега. Добро сега, ви благодарам. Чест ми е да ја поканам господја Никица Мојсовска-Блажевски, главен извршен директор на Македонија 2025, да ја представи нивната дигитална иницијатива во отприлика 5 минути и да ни каже повеќе за тоа како таа иницијатива ќе придонесе кон подобрување на моменталната состојба. Ви благодарам, Мила. Јас мислев дека мене ми падна интернетот, не сум во канцеларија.
меѓутоа се надевам дека ќе биде добар интернетот додека зборувам. Ви благодарам многу за поканата и се радувам што има можност да представиме нашата иницијатива, наречена Дигитална иницијатива МК 2025. Меѓутоа, мислам дека е најважно да се искоординираме понатаму и заедно да работиме како невладин сектор токму кон промовирање и напредување на состојбите со дигитализацијата на државата, дигиталните вештини на населението, на фирмите, на граѓаните и така натаму. Многу накусо ќе почнам за историјатот како ние како невладина организација се најдовме токму во оваа улога. Ние сме организација која што е фокусирана на развој на бизнисите, преку директна поддршка, меѓутоа и преку подобрување на деловното окружување, а исто така поддршка на развој на лидерство и поддршка на млади талентирани ученици, да кажам, од земјата. Како организација сме основани од нашите иселеници во 2007 година. Минатата година подготвивме еден документ наречен Платформа за просперитет на иднина, во кој што идентификувавме 7 клучни области за брз напредок на нашата земја и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Во тие 7 приоритети секако беа и дигиталните вештини и дигитализацијата, меѓутоа покрај тоа беше и демократско општество, борба против корупција, животната средина и така натаму. Потоа поминавме низ еден процес на консултации со, би рекла, деловните и политичките лидери, како и академијата и невладиниот сектор, во смисла што е она за кое што сите сметаме дека е клучно за долгорочниот развој на Македонија, меѓутоа исто така она каде што сите би можеле заедно да седнеме и да работиме и да се искоординираме. Значи каде имаме иста визија за иднината и немаме препреки за заедно да работиме. Да не дожа многу беа консултирани сите поголеми политички партии од позиција и опозиција, 5 најголеми стопански комори, академијата, вклучително и Македонската академија за науки и уметности и неколку невладини организации. Токму во тие консултации сите беа запрашани да понудат 3 од 7 области за кои што споменав би можеле заедно да работат и сметаат дека се клучни, и од тука излезе идејата за подготовка на дигиталната иницијатива МК 2025. Значи сите се сложија дека на тоа мора да работиме заеднички, мора да покажеме прогрес, бидејќи како што каже и заменот министерот, придобивките од дигитализацијата се и подобрување на нашиот секојдневен живот, подобро работење на бизнисите, намалување на корупцијата, значи многу поопсежни придобивки би рекла. Во таа насока, значи откако беше утврдена дигитализацијата како клучна област за соработка, пред 2 недели чинам беше одржан првиот состанок на така наречена работна група или task force за подготовка на дигитална иницијатива МК 2025. Ќе ви представам кои се членови, ќе представам и што планираме да работиме, меѓутоа мислам дека денешниот состанок е клучен и за нас, за да се искоординираме. Она што најмалку сакаме да го правиме е да се дуплираме во напорите, напротив, значи сакаме да придонесеме и да бидеме комплементарни сите, зашто имаме иста цел и визија понатаму. Значи во таа работна група имаме представници од 4 од 5 најголеми стопански комори, представници од 4 од најголемите политички партии од позиција и опозиција, представници на Македонската академија на науки и уметности, која што ни стана партнер во процесот, меѓутоа исто така и представници на неколку невладини организации. Покрај тоа имаме и официјални представници од владата, тоа е министерот за информатичко општество и од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања. Таа работна група разгледа еден акцијски план за работа. Накусо би представила што е планот. Најпрво да работиме на собирање на сите податоци кои што ги има за Македонија во меѓународни рамки, кои што оценуваат ниво на дигитални вештини на граѓани, дигитализација, јавна администрација, фирми и така натаму, и да видиме кој е во компаративен контекст, кој е местото на Македонија, со цел секако да понудиме мерки и насоки како да се подобриме во тие рангирања. Она што сите го заклучија дека во некои индикатори навистина каскаме зад земјите во регионот и Европа, меѓутоа дека во некои индикатори едноставно погрешно е репортирањето и така натаму и дека можеме да се подобриме. Не знам, овој па дали кај мене интернетот... Понатаму, повисоко ниво на. Мојот интернет е добар или? Само малку закучивте на крај, меѓутоа би ве замолила само да привршувате со вашето изложување. Да.
Значи јас ќе исклучам камерата, се надевам дека подобро Нема ќе биде. проблем. Понатаму оценка на нивото на дигитални вештини на 3 сектори, тоа се на граѓаните, на малите и средните предпријатија и на владиниот сектор, односно јавните институции, и согласно со тоа да понудиме обуки и курсеви на граѓани и така натаму. Значи не директно ние како невладина организација, пак ќе кажам, за нас е клучно да има партнерство и сите заедно да работиме. Јас би застанала тука, значи бидејќи сакам повеќе да слушнам што ќе кажете вие, кои се вашите наоди, и со надеж дека ќе се искоординираме за тоа да бидеме подобри во иднина во оваа сфера. Ви благодарам многу на излагањето. Како што напоменав на почетокот, токму тоа е и целта. Заеднички со заеднички напори од сите засегнати страни да придонесеме кон подобра и поодржлива дигитализација. За крај би го поканила извршниот директор на Фондација Метаморфозис, господин Бердел Јашари, да го затвори официјалниот круг на воведни обраќања. Господин Јашари, повелете. Фала, Мила. Се надевам дека се слушаме добро. Се слушаме супер. Фондацијата Метаморфозис од самото основање ги промовира новите технологии како соодветен начин за подобрување на квалитетот на живење, но секогаш сме нагласиле дека за да биде тоа така треба да ги имаме потребните вештини и знаења, но и култура за одговорно користење на дигиталните технологии, а истовремено да се работи во партнерство со сите засегнати страни, да се создаде правна институционална рамка која ќе овозможи непречено и безбедно користење и развој на нови дигитализирани сервиси, односно да се придонесе во тој процес на дигитална трансформација. Посебно е важно да таа дигитална трансформација, развојот на тие дигитални сервиси и целата таа дигитализација да биде дизајнирана на начин која ќе се базира на потребите и барањата на граѓаните. Развојот и користењето на новите технологии за мене представува неизбежен процес, затоа треба да бидеме проактивни и да учествуваме во тој процес, да создадеме услови за целосно да се искористат придобивките од таа неизбежна дигитална трансформација. И токму тоа е целта на проектот ИЦЕДА, како што спомна и Мила, но тоа е дека прво треба граѓаните да се информираат за дигиталната агенда, што таа представува, да научат за новите можности што ги нудат дигиталните технологии, потоа да учествуваат во приоритизирањето, во изборот на услугите што ќе се дигитализираат, да имаат свој придонес и глас во начинот на кој тоа ќе се направи, водејќи секоја сметка за приватноста и сигурноста, како и личниот интегритет воопшто, па потоа да придонесе граѓаните да имаат вештини кои одговарат на барањата на новата економија и ќе дадат придонес во модернизирањето на јавната администрација, како што спомна и заменик министерот. Се разбира дека тука е многу важно да се зајакне и сајбер безбедноста, да се зголеми поврзаноста. Важен чекор во оваа насока е одлуката од 1 јули да нема роуминг помеѓу неколку земји од Западниот Балкан. И како резултат на ова да се подобри и комуникацијата, но и да се подобри бизнес климата воопшто. Само тогаш може граѓаните да ги почувствуваат придобивките од дигиталната трансформација. И затоа резултатите од оваа истражување, кои ќе се презентира денес, сметам дека ќе бидат важен придонес во таа насока и се надевам дека ќе овозможи не само овој проект, не само ова истражување, поинклузивен, поквалитетен и поинформиран диалог и присуство на граѓаните и директно, меѓутоа и преку граѓанските организации во развојот на дигиталната агенда за нашата земја, се со цел да се подобри квалитетот на живење. Толку од мене. Благодарам. Мила? Ви благодарам. Мене изгледа конекцијата не ми е баш најдобра. Меѓутоа од тоа што можев да слушнам, ставовите ни се поклопуваат на сите и
со заеднички напори ќе треба сите да работиме на подобра дигитализација. Заеднички со институциите и граѓанското општество, меѓутоа и бизнис секторот, а секако мора да бидеме и во тесна комуникација со граѓаните, бидејќи граѓанинот треба да биде на прво место во сите процеси од дигитализацијата. Без многу да должам, како што напоменав и на почетокот, многу е важно дигитализацијата да се оствари во сите сфери и да биде пружена за сите општествени групи без исклучок, како еден ефективен механизам за подобрување на добросостојбата на граѓаните. За да ви ги представат наодите и заклучоците секако од извештајот и патоказот за унапредување на дигиталната агенда во нашата држава, ги поканувам доктор Ирена Бојаджијевска, доцент на Универзитетот Американски коледж во Скопје, и доктор Наталија Шикова, декан на Правниот факултет на Меѓународниот Балкански универзитет, да земат збор. По нивната до 20-минутна презентација ќе следи отворена дискусија помеѓу присутните говорници. Имено денеска со нас ги имаме господја Елена Манчева, државен секретар во Министерство за информатичко општество и администрација. Понатаму господин Александар Ацев, раководител на службата во Национален центар за одговор на компјутерски инциденти или накратко МКД-ЦИР, и господја Искра Белчева-Ристовска, програмски координатор во Центар за управување со промени, каде што ќе ги продискутираат наодите во нивниот домен и експертиза секако и ќе споделат кои предизвици и можни решенија тие ги гледаат. Наталија, Ирена, повелете. Здраво на сите. Мило ми е што ве гледам денес во својство на истражувач на проектот ИЦЕДА, кој што Ирена заедно работевме по една определена методологија. Ќе го споделам мојот екран за да може да ме следите. Денес ќе го презентираме истражувањето. Само момент да ја отворам презентацијата. Се надевам дека ја гледате, нели? Сега да. Сега да? Окей. Да. Добро. Јас нема да се повторувам со истите она што несомнено на сите ни е јасно или околу што се согласуваме, дека дигитализацијата е апсолутно неопходна и дека ни е потребна, особено дека ни го подобрува добросостојбата на граѓаните од една страна, од друга страна придонесува за ефективност, ефикасност на институциите кои што треба да работат за доброто на граѓаните. Често само би напоменала определени работи дека особено потребата од дигитализација стана многу важна за време на пандемијата, кога ние забележавме дека колкав е дигиталниот јас помеѓу, например, граѓаните кои имаат пристап до интернет или оние кои немаат, граѓаните кои имаат големи дигитални вештини за разлика од оние кои немаат, колку се институциите спремни и слично. Така да ова истражување ја сликувам таа состојба која што постоеше во моментот. Изражувањето го спроведувавме од месец март до месец мај оваа година и се надоврзува на едно претходно истражување. Јас би ви представила најнапред методологијата на истражувањето, затоа што сметам дека е многу важна за да знаеме во кои граници се движиме и според кои параметри истражувавме. Најнапред ние се надоврзавме на претходно истражување, кое што врз веќе воспоставена методологија, кое што имаше своји индикатори и показатели. Значи, истражувавме по веќе воспоставена матрица. Целта беше да се покаже дали има некакво поместување. Значи, тоа е воспоставена матрица и така истражуваат сите земји кои што се дел од овој проект од Западен Балкан, со цел да се обезбеди некаква спроведливост. Може да се спроведуваат и истражувања по друга методологија, но според оваа методологија, наводите кои што ќе ви презентираме се тие. Оваа методологија се фокусира на теми кои што се важни за граѓанските организации или пак врз кои граѓанските организации имаат поголем удел. Затоа што дигиталната агенда е еден комплексен поим и широк поим во кој што на ниво како на Европска унија граѓанските организации ги истражувавме овие моменти според методологијата, односно влада, подигање на јавната свест, дигитална писменост и граѓанско учество. Значи, нашиот фокус беше
методологијата е поставена фокусот на овие индикатори. Значи, постојат индикатори според кои што ние ги следивме и целта беше да се направи определена проведливост. Во однос на методологијата на истражувањето и истражувачките методи, ова е десктоп истражување. Значи, ние правевме скенирање, мапирање на состојбата која што постои, односно на истражувањата кои што постојат во оваа сфера, ги разгледувавме кои што ценевме дека се релевантни според нашето познавање. Водевме сметка за постојните документи за политики, законите, стратегии и слично кои што постојат во областа. Значи, во принцип се раководевме со јавно достапни извештаи и други извори кои што сметавме дека се релевантни. Дополнително спроведовме полуструктурирани интервјуа со лица кои што се директно вклучени, кои што се денес присутни, само да им се заблагодарам за нивното учество и ни помогнаа да ги разјасниме некои работи во врска со процесите на дигитализација. И исто така направивме тестирање на една национална политика која што ја избравме и на три електронски услуги кои што се поврзани со оваа политика. Само да напоменам дека овој извештај патоказ се основа за понатамошни подлабочени истражувања во одредени сфери. Значи, даваат само мапирање, а секако потребно може да се направат и специфични истражувања, затоа што ова, како што кажав, е едно прилично широко поле. Кои се компоненти кои што ги содржи овој извештај и методологијата на истражувањето секако? Прво, најнапред, кои се ценат предусловите за спроведување на влада, каква е политичката волја и стратегија, оценета според документите и според овие податоци кои што ги добивме од интервјуата, каква е координацијата за спроведување, законската рамка, состојбата со услуги, дигиталната писменост, пристап до сервиси и подигнување на свеста, информации за сајбер безбедност, учество и демократија. Гледаме дека е едно широко поле. И јас би се задржала на првите неколку, понатаму ќе продолжи колешката Ирена, со која што заедно го спроведувавме истражувањето. Што се предусловите за спроведување на влада, ги користиме податоците на Државниот завод на статистика и според тоа истражување имаме пораст на граѓаните кои што користат интернет. Значи, се зголемува трендот на домаќинствата кои што имаат пристап на интернет во однос на минатата година. Во однос на корисниците на услуги на влада, Националниот портал за услуги беше промовиран во 2019 година. Во однос на времето на претходното истражување и сегашното истражување, забележуваме пораст на бројот на корисници на услуги, односно ако биле 17.241 лани во во месец петти, во мај оваа година, порастот е за двојно повеќе, е дупло. Но она што се забележува на порталот за услуги, јас само кратко ќе го објаснам тоа колешката Подлабова ќе го образложи, е дека не се сите услуги до крај дигитализирани, односно не нуди порталот една точка на услуги, туку пренесува на други портали и слично, и тоа е некоја работа која што треба да се подобри. Во секој случај се покажа како одржлива иницијатива и успешен проект. Во однос на тоа колку граѓани користат електронски услуги, не можевме да најдеме релевантен податок, затоа што таков не се води, а не сите услуги се на овој портал. Така да не можевме да утврдиме колкав е бројот на граѓаните кои што реално користат услуги. Според некоја статистика која што најдовме, дека колкав е бројот на пример на услугите кои што се електронски, мислам дека се околу 18% услугите во државата електронски. Значи, голем дел услугите не се електронски. Добро е што на порталот има бројчаник за податоци, за бројот на услуги, колку се поднесуваат месечно, но сепак проблемот со непостоењето на едно шалтерски систем, односно една точка каде што би било нема да биде потребна повторна најава на другите поврзани услуги, би било пожелно да се направи. Врз основа во однос на управувањето,
и покрај тоа што имаме секако прогрес, заостануваме во споредба со регионот и сме далеку под просекот на ЕУ. Секако постои напредок во однос на услугите за деловно работење, но нема напредок кон целосно поставување на услугите. Тоа дополнително ќе го разговараме во делот за ЕУ услуги. Во однос на политичката волја и стратегија, несомнена е политичката волја и стратегија и постои договор политичките актери за важноста од ЕУ правувањето. Секако приоритетите се содржани во дигиталната агенда за Европа и програмата Влада 2021, каде што е утврдено во приоритетите и потоа разработено преку области дека модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и за деловните субјекти. Значи тоа е приоритет на Влада. Во тоа поле се донесени различни документи кои што се важни многу, како национална широкопојасна стратегија, национална стратегија за сајбер безбедност, оперативен проблем план и да не ви ги читам, имате тука, значи тие се исклучително важни документи. Но на што е клучно и на кој што треба да се поработи е долгорочна информацијско-комуникацијска стратегија која што е во фаза на подготовка, но се уште не е објавена, не е јавна. Значи, другите документи кои што се однесуваат на информацијско општество се релативно стари или стари. Например, од 2005-та, опфаќаат период 2011-2012, значи, во таа сфера мора да се забрза процесот на носење на долгорочна ICT стратегија, за да може овој процес некако да добие и политичка позадина и да се потурне кон негово, да се придвижи. Во однос на законската рамка постојат закони кои што се клучни, клучен сет на закони кои што може да ги погледнете ова, но секако на слайдот, но секако има и други како закон за електронско управување и за регистрите и за доверливи услуги. Но ова исто е поврзано со законот за општа управна постапка, законот за административни такси, за слободен пристап до информации, од јавен карактер и слично, како и со низа подзаконски акти. Во текот на истражувањето и во консултација со луѓето кои што работат на оваа проблематика, утврдено е дека во некои закони постои терминолошка недоследност, која што е потребно да се разјасни за да може да се придвижат процесите, дека информирани сме дека е формирана во тоа поле работна група, која што треба да придонесе за нивна усогласеност. Јас би отишла сега на услугите, на учество и на демократија. Во учество и демократија се воспоставени правни акти за координирање учество на граѓаните во донесување на одлуки и тие правни акти, значи се утврдени со определени закони и со стратегии. Секако е важна стратегијата за отворени податоци и акцијскиот план, законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, каде што имателите на информации според закон е утврдено кои податоци мора да ги објават јавно, односно да ги постават на слободно располагање на граѓаните. И секако учеството на граѓаните се обезбедува преку проценка на влијанието на регулативата. Останатите портали кои што беа поврзани на овој начин згаснаја како и демократија и слично, нивната функционалност сега е пренесена на ЕНЕР. ПВР не е регулирана со закони, туку со деловник на влада и со акти кои што ги носи владата, но има исто така во консултациите на граѓаните е предвидено да се одвиваат според Законот за организација на работа во органите на државна управа, како и Законот за користење на податоците од јавниот сектор, каде што мора да се објават податоците кои што ги имаат институциите. Во однос на соработката со граѓаните, постои акцијски план и стратегија на владата за соработка која што е активна, но што се однесува на тоа колку граѓаните учествуваат во процесот на креирање на политики, истражувањата се различни. Различни се сознанијата, предпоставуваме дека се добиени според различна методологија. Еве само ќе ви прочитам.
Според одредени истражувања, во Македонија има најмал процент на учество на младите во донесување на одлуки на централно ниво, но споредбено во регионот владата на Северна Македонија е последна по респонзивност. Од друга страна, на глобално ниво, во однос на мерењата што конкретно се донесуваат на областна влада, Република Северна Македонија остварува значителен напредок. За да предпоставуваме дека истражувањата донесени се засновани исто според различни методологии, тоа треба да се дополнително да се испита. Секако имаме подобрување во процесот на вклучување на граѓаните во креирањето на законите, но не и во политиките. Политиките се уште немаат некое значително влијание. Сепак тоа зависи, се разбира, од колку има интерес во односниот закон и колку институциите се проактивни и забележуваме некакво ниво на проактивност. Стратегијата за отворени податоци успешно се спроведува, постои совет за отворено владено партнерство и мрежа кој што партиципира. Сепак некои од институциите се уште не ги објавуваат базите на податоци на своите веб страници во отворен формат. Најотворена е секако централната власт и тоа со 52% од индикаторите за респонзивност, значи не се исполнување на сите индикатори, во оваа сфера се потребни дополнителни напори. Причините може да се барат на различни места, може да е недостаток на капацитети, може да е административната култура, може да е недостаток на ресурси или пасивноста на граѓаните, ама тоа постои како факт. Во однос на услугите, јас во кратко тука, па ќе продолжи Ирена, тестиравме 3 услуги во рамките на даночната политика, која што постои според стратегијата, само да ја најдам, да ви ја прочитам точно стратегијата на Министерство за финанси, каде што тестиравме 3 услуги. Услугите се како да се регистрира проект во централната база на СЕП, за податоци за странска помош, да се плати данок на имот на град Скопје и годишна даночна пријава. Тогаш беше период кога е период на плаќање на даноци, тие услуги не беа добри за тестирање. Во однос на постојат различни критериуми, видиме дали услугата е лесно достапна, дали е дел од порталот, дали е безбедна, пристап до дали може да се користи преку други механизми, не само преку компјутер, дали има податоци за корисник, дали граѓанските услуги бидат вклучени за дизајн и слично. И можеме да кажеме во однос на услугите, во принцип, услугите се лесно достапни, зборувам за овие тестираните, не се дел од порталот за услуги, се релативно безбедни. Например, услугата на град Скопје за плаќање на данок не ни се чинеше безбедна, бидејќи добивавме постојано пасворди за ресетирање и 7 пати пасворди кои што постојано ни пристигаа на мејлот без да побараме. Се пристапува од мобилен, можат да се видат податоците. Граѓанските организации беа вклучени само во една услуга од овие две во креирањето, и тоа во креирањето на базата на секретарот за европски прашања. Ги обезбедуваат исклучиво државните институции. Во однос на кампања, за некои има кампања, за другите можеби е потребно дополнително промовирање. Инструкциите за користење се релативно разбирливи, а во однос на логични и едноставни чекори, во смисла како оди процесот, овде малку има грешка на управата за јавни приходи, бидејќи таа даночната пријава е прилично логични и едноставни чекорите. На град Скопје малку конфузна услугата. Во однос на еволуација на услугата од страна на корисници, не обезбедуваат никаква еволуација од страна на корисници. Кои се, например, нашите забелешки? На град Скопје услугата за плаќање данок, например, услугата има одредена провизија, која што е далеко поскапа ако се плати услугата банкарски. Значи, ако одите да платите на шалтер, ова е за многу повеќе поскапа ако се плати преку порталот. Тоа е некако чудно. Во однос на услугата за секретарот за европски прашања, може да се добие, како се вика, образецот, но за добивање на даночен број повторно мора да се оди физички во УЈП. И тие процеси потребно е да бидат поврзани за да услугата биде до крај испорачана. Тие се некои забелешки кои што ги најдовме во однос на тестирањето на политиката, на трите
на трите овие услуги. Ќе можете дополнително да прочитате во извештајот и според кои параметри ги тестиравме. Јас сега би дала збор на колешката Ирена, која што ќе продолжи со презентацијата. Јас ќе ја прекинам тука, ќе престанам да споделувам. Благодарам. Фала, Натали. Само да ми потврдите дали се гледа презентацијата. Се гледа, да. Може да ја зголемите на full screen, бидејќи се гледаат некои линии во позадина. Ајде видиме дали се оди. Дали вака подобро? Да, вака е многу подобро. Пред да продолжам на политиките, се надоврзам кои анализиравме со Наталија, би сакала само да надоврзам прво во однос на методологијата, бидејќи мислам дека некаде во овидните говори имаше рефлексија по однос на тоа како Република Северна Македонија се мери во рамките на параметрите кои што се и глобално поставени. Сите оние кои што со години наназад работиме на влада во почетоците, а сега и други аспекти на дигиталното управување или дигиталната агенда. Знаеме дека индикаторите со години наназад ги развива Обединетите нации и многу пати кога сме се обидувале со тие индекси на Обединети нации време беше просто невозможно затоа што или кај нас такви податоци не постоја, или беа премногу тешко да се најдат затоа што не се собираат централно, или воопшто никој такви податоци не собираше. Мислам дека ова истражување, бидејќи не е прво, Метаморфозис вакви истражувања има на поконкретни политики правени претходните години, има голем импакт во однос на тоа како ние во иднина ќе се мериме во однос на дигиталната агенда, заради тоа што само ова истражување беше поставено по одредена методологија која што е развиено и специјално за сите овие типови на истражувања што се спроведуваат во регионот, но и пошироко, заедно со Академијата за влада од Естонија. Така што, конечно, барем по прашањата кои што треба да ги одговориме во ваквите истражувања, почнуваме да постепено гледам дека оние податоци што ние ги имаме кореспондираат со големата слика. Обично се тоа се обсежни истражувања, како што спомнав на економскиот и социјален комитет ЕКОСОК на Обединети нации ги објавува овие податоци. И веќе гледам дека имаме некаква можност Македонија да ја најдеме во тие табели или барем да можеме и самите да се споредиме за конкретни политики во конкретните области со други држави. Така што ова истражување, иако самото по себе во себе содржи податоци од претходните одржувања, може да се констатира дека представува еден вид вадемекум собир на сите типови на методологии, сите видови на податоци на едно место, каде што сега дури да не сме опфатиле се, мислам дека имаме една база од која што во иднина треба да продолжиме за да можеме да се споредуваме и мериме во глобални размери. Првиот дел од политиките кои што се договоривме денеска вака да ги поделиме за презентирање, кои што јас ќе дадам краток осврт, се дигиталните бази на податоци и интероперабилноста на размената на податоците. Веќе зборевме за тоа дека кај нас имаме два клучни закони кои што во голема мера ги усогласуваат сите овие стандарди на ниво на ЕУ и во нашето законодавство. И законската рамка е веќе воспоставена, меѓутоа имаме понекогаш наоди за потешкоти при имплементација. Не само како што спомнав за целите на истражување, туку и претходни истражувања, главно можам да кажам дека Метаморфозис и Центарот за управување со промени се лид граѓански организации каде што стварно најдовме голем број на веќе спроведени истражувања и оформивме целата рамка. Зашто станува збор? Документ менеджмент систем од страна на НИОА е нешто што е како проект одамна почнато и нешто што како проект се надградува, не е едноставно за воспоставување. Меѓутоа, кога е во прашање документ менеджмент системот,
очигледно е дека имаме една група институции кои што се еден вид fast track институции кои што веќе се качеле на тој воз на документ менеджмент систем, кои што имаат и собствени ресурси, имаат капацитети, знаење, алоцирани соодветни кадри, бидејќи се разбира дека секаде во светот знаеме дека информатичарите се најбараниот кадар, а во администрацијата најтешкиот за да се задржи. Меѓутоа, има и еден друг сет на институции кои што очигледно нема да бидат наскоро дел од тој документ менеджмент систем, а најголемата загуба која што понатаму се рефлектира во работењето и помеѓу услугите пружени кон граѓаните, но и помеѓу самите институции, се изгубените информации со заменувањето на луѓето од одредена институција. Тоа беше и опатено едно поопсежно истражување од Центарот за управување со промени за knowledge management, така што една од основните препораки што од таму произлезе, но видов дека немаме некој битно подобрување, па може да се искористи во контекст на ово истражување, и дека треба да се најде солуција за институциите кои што нема во догледно време да бидат дел од тој централен документ менеджмент систем, ако и воопшто некогаш, да имаат свој систем кој што би бил технолошки неутрален, или МИОА да им даде одредени насоки на тие институции за да види можат ли тие да се приклучат и така натаму, меѓутоа како и да не останеме во раздор помеѓу дигитално Space Shuttle институции и дигитално тотално ремоут институции кои што немаат врска ни со дигитализација и нигде ги нема на мапата. Баш порталот ДЕ услуги има веќе тука направено добар помак, заради тоа што со каталогизацијата на сите услуги генерално имаме слика каде се кој ни фали во големата слика, меѓутоа пак може да се каже како една основна забелешка дека имаме неравномерен развој во овој дел. Што се однесува исто така до дигиталните бази на податоци, исто од претходни истражување, принципот на само еднаш или внес на податоците само еднаш, или пак нели онаа обврска владата како давател на услугите само еднаш да ги побара податоците од граѓаните и од компаниите, треба да се назначи дека ова треба да биде висок приоритет на владата, заради тоа што повеќе кратно барање на истите податоци за различни аспекти од граѓаните не само што никому не носи добро, ги оспорува услугите, туку имаме и неконзистентност на податоците. Тоа е веќе и направено, мислам дека за дел од услугите, податок само еднаш, security by design или zero trust и така натаму, значи сите тие аспекти се опатени, меѓутоа претходно некои истражување најдовме податоци дека ако се сите предуслови исполнети за да не се бараат повеќе пати истите податоци од граѓаните и институциите ги имаат условите помеѓу себе да ги разменат, фали понекогаш човечкиот фактор, што значи дека тука веќе сега малку треба да се оди кон целосно спроведување на ваквите политики на ниво на институција. Што се однесува до интероперабилноста, заклучно со 14.5.2021 година, на платформата за интероперабилност приклучени се 34 институции, меѓу кои членители од судската власт, неколку министерства, значи од извршната власт, органи во состав и фондови и еден приватен субјект. Оно што е добро и квалитетно, и знам колегите од МИОА со години работеа веќе на интероперабилноста и добро направено, е дека веќе се развиени минимални технички предуслови за комуникацијски клиент, што значи дека интероперабилноста е отворена и кон други субјекти кои што би сакале да се регистрираат, бидејќи освен овие минимални технички услови, МИОА има исто така изготвено и насоки за поврзување, значи на платформата за интероперабилност. МИОА има исто објавена листа на веб сервиси, согласно која заклучно со 14.5.2021 институциите имаат на располагање 438 веб сервиси, односно методи за размена на податоците. Во овој дел од истражувањето методологијата прашање околу безбедниот дигитален идентитет и дигитален подпис, и ова е баш првата точка каде што не идовме на она што го кажав, имаме централен податок. Реално не постои податок во државата, јас се обратив конкретно и до банки за да можеме да разграничиме ако нешто друго правни версус приватни лица, физички лица,
Немаме точен и единствен податок, може би денеска и од дискусијата ќе произведе некоја препорака што може да искористиме за виднина. Никој не собира податоци за тоа колку се користи електронскиот подпис во Македонија. Една од причините, ова можам да го кажам и од лично искуство, е заради тоа што понекогаш дигиталниот подпис беше даден како обврска, законска обврска во приватниот сектор. Меѓутоа, се сведе на купување токен од некој од провайдерите, да не спомнувам, значи, меѓутоа никој понатаму немаше конкретна обврска истиот да го користи, ниту пак луѓето во приватниот сектор реално, мислам, нивото на дигиталната писменост, сигурна сум дека ни е позната ќе дојдеме до тоа, немале ни услови да ги користат, него чисто затоа што биле само законски задолжени да го купат тој токен, така да и податок да дадеме ние од ТИПС или од некој друг, од Телеком или сегедно, тоа нема да биде реалната слика за тоа колку дигиталниот подпис реално во Македонија се користи. Значи, купувањето на токенот не значи употреба на дигиталниот подпис. Она што според оваа методологија кај нас е добро, односно на делот на идентификацијата, е дека имаме нели она основно ниво на идентификација, па луѓето може да ги користат услугите на порталот услуги Gov.mk и со својот кориснички профил најчесто на УЈП. Дури и Европската комисија, значи во овој дел, ни дава забелешка дека електронски подписи можат да се портал за услуги и дека употребата за системот на интероперабилност малку се зголемила во време на извештајниот период, иако многу институции не го користат и покрај тоа што имаат инсталирано опремни софтвер. Овде веќе мислам дека станува збор за потреба од малку повеќе обука во самите институции. Она што го спомни и колешката Наталија на почетокот, малку и фали нели притисок од приватниот сектор, заради тоа што луѓето едноставно услугите си ги обезбедуваат на традиционалниот начин, кој што исто констатирано е дека до оваа фаза предначи. Реално е да се очекува дека ни самите институции, не трпат некој посебен притисок во овој дел. Доаѓаме и до тој дел, дигиталната писменост. Би го поздравила во овој дел истражувањето на метаморфозис, специјално наменето за дигитална писменост од претходната година. Користени се параметрите на Меѓународната телекомуникацијска унија, ITU, при Обединетите нации, кои што исто така имаат развиено добри индикатори. Но оно што можам за жал да го констатираме дека во ова истражување, со што го правевме за оваа година, не можеме да кажеме дека имаме некои новитети или дека сме нашли некои поквалитетни податоци во однос на податоците кои што веќе постоеа, што значи дека на тема дигитална писменост прво мислам дека нема некако сериозен помак, а втори да го има не е никаде евидентиран. Ќе почнеме од основната, односно да речам најболната точка, веќе констатирано во извештаите од Европска комисија, мислам нема потреба ова да го спомнуваме, меѓутоа за жал излезе така дека кај нас ако нешто не влезе во извештајот на Европска комисија како обврска, дека треба да го спроведеме, најверојатно нема ни да се направи. Така да, ете, може би со притисокот од тоа дека со години веќе се констатира дека на Македонија и фали стратегија за дигитална писменост, може би конечно и ќе добиеме таква стратегија. Во моментов знам дека постоело некаква формална формирана работна група, меѓутоа помеѓу колегите со кои што правев интервју од МИОА и овие од МОН, нема уште тотално точна информација. Таа работна група не е во функција, што значи дека во моментот на, барем последно до моментот на ова истражување, нема податоци дека се прави нешто на тема стратегија за дигитална писменост. Каде најмногу свативме дигиталната писменост? Па искрено во периодот на короната. Се утврди на ниво на ЕУ, а и во посебно истражување на ОЕЦД за Западен Балкан, дека едноставно нема take-up на некои од услугите, затоа што луѓето не можат, едноставно немаат вештини за да се справат со истите на интернет. Работа од дома, нели, тоа беше следен чекор каде што имавме проблеми, кои какви услови има, почнувајќи од елементарните, значи соодветна интернет конекција, опрема дома и слично, меѓутоа секако дигиталната писменост и во овој дел се одрази, значи не само кај корисниците, туку и вработените во администрацијата како даватели на таа услуга. Така што дигиталната писменост, значи
можеме да кажеме дека во Македонија, а има доста добри проекти, тоа да не испуштам да кажам, заради тоа што една од главните препораки нови истражување е партнерскиот однос со граѓанскиот сектор и бизнис заедницата. Дури тоа пусти како прашање. Во која мера граѓанските организации и бизнис заедниците делуваат во спроведувањето на дигиталната агенда. Така што ние имаме доста активен граѓански сектор во овој дел и има доста проекти и може да се видат на неколкуте стопански комори специјализирани за IT, како што е МАСИТ и Сојузот на стопански комори на Македонија, значи се случуваат доста проекти на оваа тема, меѓутоа не е тоа се е тоа не координирано, се е тоа индивидуално, така што стварно таа стратегија било каква да е првична, би била од голема корист за сите нас да имаме малку поструктуриран пристап кон дигиталното описменување на населението. Од проектите кои што се досега најдени, барем во делот на дигиталната писменост, бидејќи ово другото кое што го спомнав беше општо за повеќето проекти од дигиталната агенда. Во делот на дигиталната писменост многу големо внимание, добро тоа оправдано заради ризиците и евентуално да речам несаканите штетни последици. Проектите кои што се однесуваат на дигитална писменост се во делот на медиумската писменост. Децата, односно да речем таа помлада генерација кај нас ги креваат статистичките податоци во овој дел заради тоа што предначиме во користење на социјални мрежи, меѓутоа не и во делот на користење на дигиталната писменост за некакви други битни сегменти во општеството, услуги или учество во законодавниот процес, во креирањето и така натаму. Према тоа, пошто веќе дигиталната писменост, особено медиумската дигитална писменост, почнува да наоѓа свој сегмент во образованието, мислам дека многу е битно што поскоро да добиеме на општа стратегија за дигитална писменост за целокупното население. Немаме значи национален стратешки документ, има известни зачетоци за оваа стратегија, предземени се подготвителни чекори, меѓутоа се уште не сме нашле податок дека за дигиталната писменост е нешто посериозно. Извинете, Ирена, само да ве замолам за 1 до 2 минути да привршиме, бидејќи сме малку. Да, благодарам. Ала. Улогата на државните институции и граѓанскиот сектор, можам да кажам дека по новите методолошки истражувања ќе бидат рамо до рамо во делот на пристап до сервиси и подигнување на свест. Па во тој контекст ќе искористам овде и да кажам дека една од основните препораки ново истражување е поголема видливост од страна на владата, во смисла сметам дека мора да имаме еден вид на споксмен за дигитална агенда, дали тоа ќе биде министер, заменик министер за информатичко општество, некој друг што ќе го определи владата, меѓутоа би било логично да е некој од НИО. Мора да дигиталната агенда во Македонија да добие свој лик, свое лице и некои исто на почетокот од учесниците кажа дека има потреба од соработка, да, и тоа е поддржано методолошки, дека мораме да имаме таков пристап со соработка помеѓу граѓанскиот сектор и државните институции и бизнис заедницата во градењето на дигиталното општество. Денес исто така помеѓу учесниците го видов и колегата од МКД Александар, се надевам дека тој ќе дополни нешто ако не кажав. Информацијска и сајбер безбедност, имаме стратегија, тука сме добри во тој дел. Она што навистина недостасува е поголема видливост на МКД ЦИРТ. МКД ЦИРТ е прво и основно и произлезе ни од европското аки, од НИС директивата, институцијата ја имаме. Веројатно ќе каже Александар, се надевам дека имате доволно кадар и капацитети во АЕК, бидејќи е таму сетапиран МКД ЦИРТ, меѓутоа навистина многу поголема видливост на ова тело е неопходна. Буквално луѓето треба да знаат каде треба да имаат можност да се обратат и институциите како негови конституенти и останатите, ова веќе го збореше Наталија, и останатите чинители во општеството. Јас генерално, зборејќи за сите овие делови од политиката, ги кажав и нашите препораки, кои што на крајот на истражувањето дадени во вид на така што
еве, мислам, можеме да оставиме низ дискусија, да поминеме низ некој од нив. И да, за крај да не заборавиме тој споксмен или лицето за дигитална агенда од страна на владата, се очекува малку повеќе и година да не известува за ИСА-2, значи соработката, и знам дека беше доста добро промовирано дека Република Македонија како земја со кандидатски статус влезе во ИСА-2 на ЕУ. Така да еве малку повеќе и околу тоа очекуваме видливост во процесот. Значи информатичкото општество бара и доста пиар политика, заради тоа што луѓето едноставно за одредени работи треба да знаат каде можат истите да ги најдат и за да можат и да ги користат. Така, ви благодарам многу Ирена и Наталија на презентацијата. По завршувањето на настанот, извештајот ќе биде достапен на веб страницата на Метаморфозис, заедно со визуализациите кои ги изготвивме, каде што ќе можете да го даунлодирате бесплатно на 3 јазици, на македонски, албански и англиски, и секако регистрираните учесници на нив ќе им биде споделен извештајот и по мејл. За сите присутни кои што имаат прашања за извештајот или за нашите говорници, ве охрабрувам истите да ги поставите во четот на Zoom или коментари на Facebook, за да пробаме да дадеме одговор на сите. Сега би сакала да го отворам просторот за коментари за наодите од извештајот, за предизвиците и можните решенија. Господја Елена Манчева, повелете. Да започнеме со вас, ако може. Им благодарам на Наталија и Ирена, навистина беше извештајот детален, иако не успеа да се докажат. Јас ќе се обидам да бидам кратка, односно тоа што фатив забелешки од презентацијата на Наталија и Ирена, и да оставам простор и можност да се слушнат и другите, затоа што времето веќе одминува. Дигиталната агенда, како што кажа и Наталија и Ирена, а и како што потенцираше на почетокот господинот Бардил Јашари, не е препознатлива како таква помеѓу граѓаните, иако дел од дигиталната агенда и нели е и роамингот. Луѓето, односно граѓаните ги препознаваат придобивките од дигиталната агенда, меѓутоа не ги поврзуваат со неа. И мислам дека тука многу голема помош на владата, на Министерството, треба да ја имаме токму од невладините организации, кои што треба да бидат на гласот на институциите и на владата кон граѓаните, за да им помогнеме на граѓаните да ја сватат дигиталната агенда, од друга страна да направат еден притисок кон нас како институција и како институции, како влада, во која насока ние понатаму треба да се движиме. Што е она што на нив навистина им е потребно и е важно, затоа што она што е важно за младите не е исто што е важно за расната група нели на граѓани. Во однос на многу од забелешките или во однос на многу од препораките, јас би сакала да кажам дека најверојатно затоа што извештајот е пишуван до 1 јуни, Националната долгорочна ИКТ стратегија е поставена на ЕНЕР и може да се коментира на нејзе, и дел од препораките е почнала со дигиталната писменост, да имаше формирана работна група која што за време на пандемијата со корона кризата почна да работи на посебна стратегија, меѓутоа во исто време се пишуваше и Националната долгорочна ИКТ стратегија и свативме дека нема потреба од 2 стратегии, и заради тоа тој дел го стави во Националната долгорочна ИКТ стратегија како посебна глава, заради тоа што ние сепак сме и мала земја и администрација која што само ќе се оттоварува со спроведување на 2 стратегии. Значи го избравме моментот таа стратегија да биде дел од Националната долгорочна, затоа што и овие веќе донесените за сајбер безбедност, за бродбенд, се усогласени со оваа Национална долгорочна ИКТ стратегија. Во истата Национална долгорочна ИКТ стратегија е предвидено формирање и на една агенција за дигитализација, која што ќе го обедини IT кадарот, меѓутоа од друга страна ќе направи и централизирање, консолидирање и насочување на сите понатамошни активности во спроведувањето и на ИКТ стратегијата, но и на дигиталната агенда.
Јас лично многу сум задоволна од тоа што се постигна не само во 2020 и крајот на 2019 година, бидејќи, верувајте, не беше лесно воопшто да се пушти нити националниот портал за електронски услуги, нити централниот регистар на население. И тоа како личност не сум задоволна никогаш од она што е постигнато и што е направено, и секогаш мислам дека можеме и повеќе и подобро, и секогаш може да бидеме и поефикасни и поефективни, да работиме и поедноставно, и побезбедно, и поправично, на тој начин и поотчетно и потранспарентно како институции во однос на граѓаните. Во однос на методологијата и мерењата, би сакала да потенцирам дека заедно со RCC, со помош на ЕУ, повторно ќе кажам, имаше едно истражување во земјите во Западен Балкан во однос на ДЕСИ индексирањето. Мислам дека веќе е објавено на нивната веб страна и со ова истражување се покажа дека Македонија има 32 целосно усогласени индикатори, 2 кои што се делумно усогласени и за 3 индикатори немаше податоци. Исто така, постојат многу мерења кои што се спроведуваат на европско или на светско ниво, како што го спомна Ирена, ITU да спроведуваат истражувања за може да се користат нивните податоци. Имаме Балкан барометар, потоа имаме Естонската академија за е-управување. Би сакала тука да го потенцирам, ќе му оставам повеќе простори на АЦЕФ, дека во последните 2 години имаме значителен подем според индексирањето од Естонската академија, кај што сме качени за едно 20 места. Порано сме биле на 670 место, сега Република Северна Македонија е на 40 место. Во однос на интероперабилност и приклучувањето на институциите кои што ги спомна Ирена, владата донесе заклучок со кој што им наложи на институциите во буџетот за 2022 година да ги прикажат финансии, да ги обезбеди средствата за приклучување на сите институции на платформата за интероперабилност, што мислам дека е голем чекор напред. Со самиот заклучок и со самата воја и желба на владата да ги поттикне институциите на овој начин да се приклучат на платформата за интероперабилност, иако да бидеме реални, не верувам дека голем број од институциите тоа ќе можат да го направат наредната година, меѓутоа треба да бидеме задоволни и ако 10 или 20 или 30% успееме да го зголемиме бројот на институции поврзани на интероперабилност. Во однос на порталот и услугите, би сакала да кажам дека во тек ИПА проект и дека на порталот за електронски услуги засега имаме услуги само за граѓаните, меѓутоа тој се надградува и за да стане портал на кој што може да се добиваат услуги и за бизнисите. Со овој ИПА проект кој што е во тек, предвидено е околу 125 нови услуги за бизнисите, но и дигитализација на регистрите во самите институции. За граѓаните и за нас и за мене како граѓанин, нели надвор од работното место, е многу важно да ја добиваат услугата, без разлика дали станува збор за услуга како што беше спомнато на град Скопје, на некоја од општините, или услуга која што ја дава, да речеме, управата за водење матични книги. Значи, воопшто како граѓанин не треба да не интересира кој ја дава услугата, затоа што ние плаќаме даноци и државата е таа која што треба да ни ги обезбеди услугите. Нашата цел е постигнување токму на ова, односно доближување и овозможување на граѓаните да ги остварат своите услуги без разлика која институција и на која ниво се дава, дали на локално или на национално ниво, односно уривање на бариерите меѓу институциите во интерес на граѓаните
и перцепција и да дојдеме до една перцепција во која што граѓаните ќе гледаат дека владата, односно државата е еден и единствен давател на сите услуги. Да не должам многу, значи можеби има уште многу некои работи кои што не успеав да ги фатам од извештајот кој што го промовирав, кој што го презентиравте. Ќе си оставам 2 минути за резерва, доколку може подоцна и доколку има потреба да се вклучам после Ацеф и Искра. Секако ви благодарам многу, Елена. Господине Ацев, кој е вашиот став како представник на МКД ЦИРТ? Добар ден на сите, се надевам ме слушате. Да слушаме, да, поелета. Значи, најпрво од името во име на Агенцијата за електронски комуникации МКД ЦИРТ ви благодарам за поканата за учество на овој настан. МКД ЦИРТ или Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти, како што веќе спомна и Ирена, е формиран како служба во склоп на агенцијата со основна задача, според она што е напишано во Закон за електронските комуникации, да биде национална централна точка за одговор и координација на одговор по сајбер инциденти и дополнително да располага со информации за ризици, закани и инциденти во државата. Уште еднаш благодарност за направеното истражување и вклученост на нашето работење и неговата анализа и секако благодарност за наведените препораки, секоја критика, предлог, мислење ни значат навистина многу и се во насока и ги разбираме дека се како конструктивни, се во насока како да подобриме нашето работење. Од аспект на нашето делување, а исто така во извештајот е наведено дека соработуваме со конституенти, односно организации со кои што соработуваме на дневна основа се секако организациите од јавниот и владиниот сектор, како и компаниите од приватниот сектор, кои што всушност стопанисуваат со критичната инфраструктура. И тука би го напоменал и првиот предизвик, нешто што и Елена знае, се вклучени повеќе министерства во државава во делот на идентификување или дефинирање на критичните сектори и всушност донесување на потребната законска рамка во тој дел. Во делот на обврските, она што и претходно Ирена го спомна, транспонирање на Европската директива за мрежна информацијска безбедност, така наречената NIS директива. Исто така тука имаме предизвик, а тоа е дека да, делумно е транспонирано во овој момент, меѓутоа треба да се додефинираат некои работи. Тука е вториот наш предизвик, а тоа е дека пријавувањето на инцидентите за еден дел од нашите конституенти се уште на доброволна основа. Значи во некои од критичните сектори во државата се уште не постои обврска за задолжително пријавување на инциденти и уште поважно воведување на би ги нарекол тоа основни мерки и контроли, организацијски и технички мерки и контроли за сајбер безбедноста. Понатаму, некои од секторите веќе тоа го имаат дефинирано во посебна законска рамка, која што се однесува на само одреден сектор, како тука би ги спомнал пред се банкарскиот сектор и секторот на електронските комуникации. Нашите услуги, освен одговор и координација на одговор по сајбер инциденти и по сајбер закани, вклучуваат и проактивни услуги, како објавување на информации, препораки, упатства и секако имаме дел за едукација и подигање на јавна свест за значењето на сајбер безбедноста. Она што е наведено во извештајот дека треба да се работи на доекипирање на центарот или зголемување на капацитетот на центарот, го разбираме и ние, и не само во насока да се зголеми експертизата внатре во центарот, меѓутоа и она што е уште поважно, дека преку таа активност всушност ќе се зголеми бројот на услугите кои што се нудат, опфатот на организациите и идентитетите всушност или луѓето и организациите кои што ќе бидат корисници на тие услуги и секако квалитетот на самите услуги. Во делот на, како што спомнав, работиме и во делот на едукација и подигање на јавна свест, организираме различни тренинзи и обуки и во тој дел сметам дека исто така треба соработка и координација
не само со јавниот и владиниот сектор, туку и со приватниот сектор. COVID-19 пандемијата минатата година доведе до нови предизвици, не само за овие сектори, туку особено и за приватниот сектор, преку потребата од итно ведување на работа од дома и секако обезбедување на некои минимални мерки за заштита со цел да се обезбеди поврзувањето или пристапот до корпоративните ресурси, до организацијските ресурси од домашна средина. Се надевам дека ќе имаме прилики за соработка во иднина и со приватниот, како што реков, и граѓанскиот сектор, и секако и со Метаморфозис, особено во делот на едукација и јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест. Во таа насока најавувам дека веќе се надевам овој месец ќе организираме една јавна презентација на онлайн интерактивни обуки кои што се наменети за работени и за раководен кадар. Би сакал само уште на кратко да споделам една информација во однос на она што и Елена го спомна за меѓународни индикатори, каква е состојбата во државата во делот на сајбербезбедност и споредба со регионот и меѓународно. Пред некој ден Меѓународната унија за телекомуникација ITU го објави всушност четвртата итерација на нивниот извештај Глобален индекс за сајбербезбедност. Извештајот како извештај Ево Рети не би коментирал за местото, иако реално споредено во регионот, како што беше кажано и од претходните говорници, во некои делови сме можеби понапред, во некои делови се уште имаме да работиме. Меѓутоа го гледам повеќе во делот на самите прашалници, прашањата или работите кои што треба да ги докажеме дека ги имаме воведено или функционираат во нашата држава, кои што се понатаму евалуираат спрема овакви меѓународни истражувања. Значи сите тие пак ќе кажам, значи ги гледам пред се како корисни за да идентификуваме подрачја каде што треба и понатаму да работиме за да ја подобриме состојбата со сајбербезбедност во државата. И јас тука би завршил за да оставим уште време за останатите говорници. Благодарам многу, господин Ацев. Од Центар за управување со промени имаме Искра Белчева-Ристовска. Би ја замолила и таа да го даде својот допринос во не повеќе од 5 минути, веќе сме кратки со времето. Искра, повелете. Да, ви благодарам многу за можноста да присуствувам денеска и благодарам особено на колегите кои се референцираат на нашите истражувања. Ние навистина сме граѓански сектор кој работи во оваа област и ние и Метаморфозис поубава е вака да соработуваме на различни проекти. Само неколку аспекти, бидејќи истражувањето е многу соопфатно само за себе и мислам дека кога ќе го објавите ќе има многу податоци внатре кои ќе бидат корисни за сите денес присутни. Поентата ми беше, значи слушајќи ги денешните говорници, граѓаните, сега јас можам од аспект на граѓаните да ви кажам неколку работи. Многу ни е битно нели кога ќе поднесеме барање за некаква услуга или некако некој кој стручно работи во оваа сфера, туку напротив како граѓанин, да не се бавиме со бирократијата позади шалтерот. Значи да не ни интересира колку институции се вклучени во процесот и така натаму. Од тука особено го поздравам ова што Елена го ја кажа, дека има иницијатива за што повеќе институции да бидат вклучени во системот на интероперабилност во 2022, заради тоа што ова бројот од 34, од кои еден е само приватен субјект, не води многу високо на ранг листата на земјите на вакви системи. И мислам дека како граѓани, она што сакаме да го видиме е подобрувањето на услугите не само од аспект на нивната ефикасност, туку и токму ева од ова што го спомена заменик министрот од како аспект на намалување на корупцијата, се што можеме да дигитализираме, се што можеме да ставиме да биде одлучено од страна на систем, да речеме за пример земете ги новите услуги во кои ние соработувавме со Министерството за образование во нивна изработка, да речеме кога има конкурси и сите критериуми можеме да ги ставиме со објективни бодувања, тогаш системот ќе ви ги извади решенијата и ќе биде намалено човечкото влијание. Од тука граѓаните ќе добијат поефикасна услуга, ќе има намалено политичко или било какво човечко влијание, значи ќе има намалување на корупцијата. И сега без човечко влијание
мислам дека ни еден систем не може да функционира, може да го намалиме, но особено ни е битно оние кои ќе управуваат со системите, а тоа се вработените во јавниот сектор, да можат да бидат стручни за да управуваат со системите кои ќе бидат воспоставени. Значи, сигурна сум дека МИОА вложува, па и другите институции многу во изработка на нови услуги, но паралелно мора да се вложува и во оние кои ќе ги испорачуваат услугите, и тоа е несомнено. Мислам дека Ирена спомена дека ни го дигаат просекот младите заради тоа што употребуваат социјални мрежи, ама тоа не е никаков индикатор, не е мерливо според меѓународните индекси. Значи, граѓаните треба да бидат способни да вршат дигитални операции, нели, да креираат профили, да препознаат кои операции им се безбедни на интернет и така натаму, дури да прават апликации поедноставни сами. Значи, од тука го поддржувам и она што го рековте, дека задолжително носење на некаква сеопфатна стратегија и вклучување на дигиталното образование во сеопфатното формално предсеобразование, и тоа од најмали нозе. Вие, еве еден од партнерите во проектот, вие Естонија, мислам тие се најдобар пример за тоа како е вклучено од најмали нозе. Буквално во нашите истражувања од 2020 година излезе дека еден од највисоките фактори кои граѓаните го перцепираат како проблем при испораката на услугите е нестручноста на вработените. Дури 16,8% од испитаниците го потенцираа како најголем проблем. И сега тука само да ви кажам дека во одредени светски истражувања веќе се потенцира дека една од најкруцијалните вештини на вработените во јавниот сектор нема да биде само раководење со системите, туку и нивната способност да дадат додадена вредност на системот. Значи, тие да го усовршат и неговото работење и испораката на услугите преку системите да биде подобрено од страна на вработените, а не да речеме ние само да имаме заштита од злоупотреба од страна на луѓето. Следниот аспект, само директно да се надоврзам на вашето истражување кај што зборувате за конкретно за услугата од град Скопје. Тоа е супер пример заради тоа што може да имаме увид во нели решението за данок, можеме директно да си го платиме данокот, но ова ме доведува до еден проблем кој ние многу често го идентификуваме, а тоа е нереплицирањето на решенијата. Значи, не може ние да одиме кон најскапите решенија да се плаќа цело време за нова услуга, ново софтверско решение. Ако ова функционира за Скопје, зошто не функционира за Охрид, за јас од Скопје да можам да си го видам решението и веднаш да си го платам данокот, да не треба да го чекам решението од општина Охрид. Значи, реплицирањето на решенијата, особено на оние кои добро функционираат, мора да го аплицираме заради тоа што Елена рече, ние сме мала земја и не сме кој знае колку богати за да може да развиваме не знам какви сложени системи. И ова ме доведува пак до другиот заклучок дека на порталот се уште нема услуги од општини. Зошто? Заради тоа што општините сами не ги унифицираат своите услуги. Значи, ова е вон доменот на МИОА, тие се денес присутни, но се надевам дека има и од Министерство за локална самоуправа и од локалните самоуправи представници, зошто не ги унифицираат услугите, зошто не ги унифицираат образците. Значи, ова е нешто што буквално ги збунува сите граѓани. Сега МИОА претпоставам нели како одговорни за воопшто за промовирање и за зголемување на бројот на дигитални услуги, може да го координираат процесот и тоа и го прават, но сметам дека треба да се оди на нивно форсирање на другите институции да развиваат собствени решенија, бидејќи ова Елена и заменикот министар ќе го препознаат како една од препораките од естонската влада, која ја слушнавме таму. Тие велат институциите да си развиваат своји сервиси, услуги индивидуално, а после тоа да има некаква си контрола на квалитетот, вклучување во централниот систем и така натаму. И јас се надам дека ова ќе продолжи да биде форсирање од страна МИО, заради тоа што не можеме да очекуваме дека една институција ќе ги изработи сите услуги, иако координацијата ќе остане кај нив. И може би последно е за вклучувањето на граѓаните, бидејќи за тоа сме сите овде денеска собрани. Она што е забележано е дека се уште форсирањето за усовршувањето на услугите, за подобрувањето на услугите, па и испораката на што повеќе дигитални услуги, секогаш доаѓа од граѓаните, доаѓа многу од граѓанскиот сектор. Ние сме жив пример за тоа и во нашите две организации, но и организациите, да речеме, со кои ние соработувавме. Јас гледам денеска представници од нив овде, работевме на различни сфери, значи граѓаните преку граѓанските организации се многу заинтересирани да ги унапредат услугите. Работевме во
анализа на услуги од земјоделие, од образование, од социјални услуги, од труд, комунални услуги и така натаму. Секаде имаат граѓаните што да кажат, така што мислам дека отвореноста на институциите е клучна во овој аспект. Јас се надевам дека едно решение кое го предлагавме уште на почетокот на отворањето на порталот за тоа да може таму да се оставаат некакви мислења, не знам било каков фидбек од граѓаните дека ќе биде наскоро реализирано, заради тоа што полесно е така граѓаните директно да можат да остават фидбек, отколку нели ние секој пат ќе бидеме тука за да дадеме некаков поконструктивен инпут, но ова би било многу поефикасно бидејќи институциите директно ќе го добијат. И можеби како последен аспект во однос на вклучувањето на граѓаните е дека ние се обидовме дури да направиме една алатка за поднесување иницијативи, кај што веќе има иницијативи за дигитални услуги, така што и тоа може сите присутни да го видат на нашата веб страница на CUP.org.mk. Ние се уште остануваме посветени на тоа дека граѓаните мора да бидат директно вклучени во креирањето и редизајнирањето на услугите. Така, ви благодарам многу Искра. Тоа беше едно од моите прашања кои сакав да ви ги поставам. Бидејќи го пробивме терминот за овој настан, би сакала само да одговориме на прашањата кои се поставени во чет, иако и јас имав мои прашања, меѓутоа во некоја друга прилика. Нас прилика да ни дадеш да дискутираме, те молам, дискусии со дигитална агенда. Бидејќи имаме 5 минути, беше кажано во четот да ги поставите прашањата, да им дадеме предност на овие 4 прашања кои веќе се поставени. Значи, имаме, бидејќи мислам дека може да се спојат прашањето на Флора Ставравска и на Мимоза Богдановска-Јовановска, во ера на дигитализација на услугите, дел од органите самостојно изготвуваат решение, како што веќе неколку луѓе напомина. Дали можеби не е потребно едно тело за акредитација кое верификува вакви софтверски решенија? И дали се предвидени средби со граѓаните во внатрешноста по градови, поврзани со стратегијата за развој на дигитални вештини пред нејзино донесување? Може би Елена може да ни каже повеќе за ова. Чинам дека во долгорочната ИКТ стратегија имаше креирање на тело, дигитална агенција. Може би тоа тело би било. Самата ИКТ стратегија, јас пак би кажала, еве поставена е на ЕНЕР, ги повикувам сите да ја прочитаат, да ја видат, да достават коментари пред да биде усвоена од страна на владата. Значи, предвидено е во самата ИКТ стратегија, но и во процесот на реорганизација кој што следи во МИОА на самата администрација, формирање на едно тело кој што Агенција за дигитализација или како и да ја викаме, како на крај да се вика, која што не само кој што ќе ги обедини IT кадарот, туку и ќе ги обедини, како да кажам, ќе обедини целата координација на услугите, на развивањето на одредени решенија. Таа дигитална агенција или агенција за дигитализација треба планирано сега многу е неблагодарно да се зборува со ке прави. Значи треба да оставиме време затоа што и законот кој што се пишува за нејзе се уште е во нацрт фаза. Значи во нацрт фаза. Значи таа дигитална агенција треба да одговори на овие прашања, односно да го координират целосното спроведување на дигитализацијата и да го опфати аспектот за низ директивата. Во ИКТ стратегијата е предвиден дел нели за дигиталните вештини и секако да би сакала да потенцирам дека станува збор за национална долгорочна ИКТ стратегија која што треба да ги опфати општините и како што реков, како граѓани треба да не доведе до ситуација да не гледаме институција која што дава услуга, туку да ја гледаме владата, односно државата како единствен давател на услугите. Секако дека граѓаните кои што живеат надвор од Скопје и оние кои што живеат во Скопје, како и различни групи на граѓани имаат различни потреби и моите барања за услуги се разликуваат од
барањата на некој земјоделец кој што треба да поднесе нели барање за субвенции, како тоа го поднесува и како тоа барање ќе го поднесе. Значи, одговор на овие прашања треба да дадат и катастратегијата и дигиталната агенција, меѓутоа да оставиме да разговараме на оваа тема последна година која ќе го имаме извештајот за реализација нели јуни 21, јули 22, затоа што навистина предвидени се вакви работи, но да оставиме да ги реализираме, па потоа да разговараме за нив. Сето ова е предвидено, земени се во предвид. Јас пак ќе кажам, на ЕНР е ставена и катастратегијата, слободно може да се пратат коментари, се уште може да има придонес од сите граѓани, невладени организации, бизниси, во која насока треба да се измени и дали треба да се измени нешто од оваа и катастратегија. Така, ви благодарам. Значи, сите сте поканети на ЕНР да ја прокоментирате натаму стратегијата. Од Љупчо Трајковски имаме прашање во кој временски период ЦИРТ ќе го збогати процесот на incident response или одговарање на инциденти со процесот на cyber security resilience, односно следење и предвидување на можни опасности. Редно, значи, благодарам многу за прашањето. Само накратко, значи, процесот на cyber security resilience или преведено може би би значило отпорност или жилавост. Пред се го гледаме во дел на како превентивни активности, превентивни сервиси, превентивни услуги, во делот на временно информирање за можни закани или споделување на научни лекции од други претходни инциденти кои се случиле кај други организации, без разлика дали тоа станува збор за случаи во нашата држава или во странство. Во таа насока ние веќе разменуваме информации со конституентите, нешто што се нарекува cyber ризици, од аспект на инволвирање на организациите и токму, мислам, не инволвирање, туку насочено информирање на организациите. Посебен таков случај имавме со ранливост која што беше детектирана од страна на Microsoft, се однесуваше на нивниот сервер за електронска пошта Exchange сервер, некаде тоа беше април-мај оваа година, при што постапивме кон идентификација на организациите наши конституенти кои што ја користат овој сервис услуга и навремено нивно информирање со насоки да се заштитат. Во делот на Cyber Security Operations Management, тоа гледаме повеќе во насока на SOC тимови, Security Operations Center тимови и секторски CERT тимови или CIRT тимови, нешто што Елена претходно го спомна со предложениот закон кој што е на ЕНР во драфт, во работна верзија, се предвидува, мислам, информирање на секторски цертови. Всушност, потребно е да се разработи таа една цела, да речеме, сайбер безбедносна рамка во државата, во која што ќе бидат многу важни чинители токму тие секторски церт тимови и оперативни тимови на ниво на организациите. Ви благодарам многу. За крај ќе земеме само уште едно прашање од Public Officials Association. Извинете, името него... Добро, извинете ми, тоа за во странство не сум го смеил, че ми простите, така ми е во статот. Ве замолувам, Петар, само во 20 секунди вашето прашање за да може да го одговориме. Повелете. Јас сум Петар Николовски од Сдруженијето на јавни службеници и работиме повеќе во отворено владино партнерство. Имаме проект Дигитална архива соодветна за секоја институција, што ќе овозможи покрај тоа лесно електронски да се поврза институциите, тоа возможува документот најкратко да патува до соодветниот сектор и да се врати назад. Но презадоволни се мора да кажеме од Гордана Гапич, од која ставивте за национален координатор, таа е од МИО, државниот службеник, но да, затоа таму повеќе работиме, а како база на податоци го користевме OGP Civil Society Community за дигиталната агенда. Но би ве замолил тука со мене Елена Чагоровска за дигиталната архива. Накратко таа би објаснила исто ми од Сдруженијето. Благодарам уште еднаш, мило ми беше што бевме на состанокот. Елена е тука со мене. Елена, повелете вашето прашање во 10 секунди сега веќе. Јас не би го поставила како прашање, туку од својство на искусно теренско работење, бидејќи сум раководител во едно
во Државниот архив Оделение Прилеп. Теренската наша работа покажува друго со електронското работење. Всушност, дигитализацијата тешко оди во јавниот сектор, не е устроена, значи не е еднаков системот и пристапот на информации кои би ги обслужиле граѓаните и пошироко, така што има многу работи за кои треба да размислиме. Конкретно, веќе кажа од презентерите и од нивно искуство, дека најбитното е давателите на услугите во јавниот и државниот сектор да се устројат, ама на единствен систем, преку единствен систем. Ние тоа архивот го правиме преку устројување на документацијата, класификација, систематизација и така натаму, за давање на брзи услуги. Ние ќе имаме електронска администрација, но несредена документација, тоа не можеме, не можеме да ги услужиме граѓаните пошироко. И се сложувам со Искра, мислам дека кажа, како даватели на услуги државниот сектор, значи мора да има и да возможи обучени лица. Значи конкретно со лиценца која би ја издавале соодветни институции, така што при тековното и при целосната административна работа внатрешна и надворешна да имаме брза и ефикасна администрација. Велиме администрација која ќе ги обслужува сите, али прво и внатрешно. Значи координација на сите сектори меѓу себе до завршниот акт, например, кој би требало да се даде како услуга на граѓаните. Значи создавање на тие предмети. Многу сложен процес е, затоа што од искуството на терен во 6 општини има организации, државни институции и приватни фирми, каде што дигитализацијата е поставена негде на високо ниво и функционира. Негде функционира, али има недостатоци, бидејќи ние вршиме инспекцијски надзор и увид во работењето. Значи, целосната документација при незиното тековно создавање, велиме заштита, колкава е заштитата. На места кои што не сакам нормално да ги именувам, има можности, бидејќи тоа ние го согледуваме од стручен аспект, значи да се манипулира со документацијата. Значи тоа е страшна работа што не треба да се случи. Правилно постапување со документацијата нема во државните институции. Тоа е најголемиот, најголемата негативност, така што треба да се обрне внимание посебно со локалните самоуправи. Единствено, значи, поврзување на документите во предмет може да дадат информација на еден граѓанин. Значи, прво внатрешно во државните институции. Јас не сакам да должам, но специфичноста е голема, ќе се работуваме и понатаму наше согледување и мислам дека државните институции прво треба да спроведат упатства, правилници за дигитализација, за начинот на движење на предметите и така натаму. Значи, без писменост на лицата кои што ја водат таа дигитализација и дават услуга, не можеме напред да одиме. Благодарам, кратко сакав, има многу за зборување, но некој пат во друга прилика. Ви благодарам многу, Елена. Еве, имавме прилика да слушнеме и од човек кој работи директно на терен, така да ви благодарам на сите за учество во настанот, во присуството и во вашите препораки. Голем дел од нив го потврдуваат токму нашето истражување. Голема благодарност исто така и до институциите и до граѓанскиот сектор и до медиумите, па и училиштата и бизнис секторот кои го проследија овој настан и кои дадоа свој допринос. Надавам дека успеавте да добиете повеќе информации и да се запознаете многу повеќе со тековната состојба за спроведување на дигиталната агенда, па и секако и можеби се инспириравте и вие да действувате. Ви благодарам уште еднаш. Извештајот ќе биде достапен на нашата веб страница на Метаморфозис за брзо.
Поздрав до сите и убав ден!